Знаете, ретки болести се ретки, по различни дефиниции, 1 према 1200, 1 према 2000, но кумулативно, ако се зема да има најмалку 8000 ретки болести, то значи ние треба да имаме многу пациенти. Видите, овој нагол број на новооткриени, на некој начин собрани, тоа се пациенти кои што се веќе диагностицирани, само на некој начин тие се собрани, да знаеме дека се од овој Струшки регион, тоа се должи благодарение на госпоđа Лолеска, бидејќи таа беше ентузијаста, бидејќи таа сите нас не собра, видите, ние не смееме во Македонија да имаме да формираме некакви регистри, не смееме да формираме, законски немаме право, но може да знаеме колку пациенти имаме, од кој крај и така натаму. Тоа е сосема и потребно. Така да, врз база на незинот ентузијазам, врз база на собирање податоци од нас колеги, ние дојдевме до оваа бројка. Може би че има 300 пациенти со ретки болести овој крај, не може да се каже и тешко да се споредби. За такво нешто треба да направите една методологија направо на научно истражување. Но сепак и овие податоци се многу значени, што вели дека такви пациенти имаме. А колку имаме тек неоткриени пациенти? Колку имаме неоткриени? Знаете, работата е урана превенција. Урана превенција, за жал, ние немаме превенција. Не само за ретки болести, за многу чести болести ние немаме превенција. Може би подобро ќе каже професор Тодор Арсов. Значи, ние немаме рано откривање. Ако откриете рано една ретка болест, може би не мора да ја лечите со скапа терапија. Може би че прогресијата, еве да кажеме за оној проблем кој што загризавме сите благодаречи на госпоđа Лолеска, сега тоа не е приватност, она има нели син со ретка болест и ние за Алпортов синдром ние собиравме податоци, се ангажиравме. Знаете колку има неоткриени случаеви, како ги откриваме дури сега. А многу значи, ако вие рано ја откриете болеста, може да почнете со рана терапија и можете лошиот тек на болеста да го одложите за 12 до 20 години. Тоа не се наши податци, тоа се светски, тоа многу значи. Многу значи да превенирате, да одложите евентуална појава на дијализа, трансплантација. Тоа многу значи за нашиот систем и моја препорака до здравствените власти е да се ангажира, значи на превенција сите области на медицина, не само ретки болести, туку и на чести болести. Покрај честите болести, ние ги откриваме и реткиве болести. И на едукација. И мене ми е многу драго што имаме сега млади колеги овде. Тоа е многу битно, бидејќи ние имаме еден генерацијски јас. Вие знаете, со пензионирање, ние постариве, да кажеме, што бевме бар се пензиониравме, среднава генерација ние зедоа приватниве институции и дојде млада генерација. Некој треба да ја учи. Тука е проблемот. Значи, проблем у едукација, проблем у рана превенција и финансирање. Поевтино е да се финансира у превенција, отколку да се финансира во лекување со скапи болести, дијализа, трансплантација и така натаму.